Добро вечер. И тоа чудо се случи. Човек од левица, сениор мембер, висок представник, не многу висок физички, висок според ранкот во партијата Левица, дојде во емисијата која што тие во Левица ја обожаваат. Ја гледаат, ја опишуваат, ја запишуваат, ја препишуваат. Станува збор за човекот кој што неодамна беше кандидат на Левица за градоначелник на град Скопје, освои 61.000 гласови во вториот круг. И човекот кој што многумина велат, а сметам лично и јас, дека ќе биде новиот лидер на Левица во некој скор рок. Тој рок дали ќе биде месец, година, две, не знам, но ќе видиме, можеби медиумите ќе помогнат за таква некаква работа, кој знае. Како и да е, вечерва ќе зборувам со господинот Амар Мециновиќ, човек кој што верувале или не, мислам дека има сличности со Ричард Никсон, со Пал Шмидт, уште неколку лика. Можеби претпоставувате зошто, можеби не, но со него ќе зборувам малце повеќе. Амар, добро вечер. Добро вечер, Иван, ти благодарам многу за поканата, со задоволство ја прифатив твојата прва покана. Да, не веруваш, со задоволство. За кавга, да, и се надевам дека ќе имаме пријатен разговор. Ова е твое прво појавување формално после изборите, така? Да, ова е мој прв настап во јавност, имав една пресконференција во собрание. Ја говорам како медиумски. И сега во медиуми, така што со задоволство ова ексклузивно интервју после вториот круг во Скопје е на Канал 5 телевизија. Јас сум почестен и поласкан, што би кажале браќата Срби. Ти благодарам, се надам дека ќе немаш никакви големи забелешки после емисијата. Обично сите се задоволни кога ќе ги прашам, а после ден, два, три некој ден дигаат телефон, малку умина се такви, да не се лажеме, но мислам дека ти ќе дигнеш пак телефон, затоа што знаеш дека вечерва нема се што ќе зборуваме, нема да биде од позиција на ад хоминем, се надам дека и од твоја страна. Сега кажи ми една работа, претпоставуваш ли Пал Шмидт, знаеш кој е? Не знаеш, претпоставам кој е Пал Шмидт. Пал Шмидт е... Не баш и не Пал може Шмидт да... е бившиот председател на Унгарија, кој што во 2012 си даде оставка, се поднесе оставка, пошто го фатија дека плагираше, направи плагијат на својата диплома. А Ричард Никсон си даде оставка, пошто го фатија дека лаже за Watergate, тоа познатиот Watergate. Сега ќе речеш ти, шо ме ставаш ти во вртка со Пал и со Ричард, сепак се големи фаци на европската и на светската политичка сцена. Мене ми интересува оваа временска дистанца. Не ли сметаш дека е време да ми се извиниш на јавноста за твојата манипулација со твојот факултет? Може би тоа мислеше дека ќе се случи на дебатата со Орце, дека ќе излажам, ама не излажам. Јас во мојата... Зошто мислеше дека јас ќе излажам? Ти мислеше дека јас знам? Не, со оваа поставка како да се случило нешто на дуелот, не, јас значи пред аудиториум најголем во последните 4 години политички, мислам дека ќе се сложиш дека дебатата со Орце беше толку исчекувана. Не, ама и гледаноста беше лудило, да знаеш. Да, толку исчекувана, така што во таа дебата не само што јас немав проблем да бидам искрен со јавноста. Зошто не беше до тој момент искрен? А како не бев искрен? Сега ќе ти покажам. Знаеш, финтава моја самообилнија, така тоа ти е јасно, не треба да ти покажам. Ова ти е, ај само камера фати. Интервју за Канал 7, аха, добро. Не, интервју е. Камера ако може. Ова е сајтот на Левица. Ова си ти и ова е вика за изборите од 2024. Ти си кандидат во втората изборна единица и вака виде. Ај прочитај си сам што пишува, го читаш? Политиколог, активист за социјална правда. Се, титуларот. Политиколог можеш да го користиш само ако формално правно го завршиш образованието и се стекнеш со тој титулар. А сигурно ли дека морам формално, значи вака, ај сега да ти објаснам, не ти го завршив прашањето. Добро. Тој исто ко јас да запишам медицина, што нема шанси, пошто од крв паѓа мислам во несвест, но хипотетички да завршам медицина, не знам во кој бил дел, гастро. Имаш завршена филозофија, ако не. Филозофија, професор. И сега да ти кажам. Кога имаш завршена филозофија? Филозофија имам 2001. 2001, така, на колку години? На мој 28. Така, значи близко до моите години. Така, да, сакам но да сакам да ти кажам, никогаш не сум се представувал во јавноста дека сум ја филозоф. Супер, ете, тезата е поставена, сега одговорот. Тезата е постанато. Сега одговорот. Ајде. Значи вака, првично, еве делиме судбински пат, јас и вие, значи тука сега вие сам нели почнавме со ти се извинувам, да, се извинувам, значи негде ти на 28, јас моментално на 29 години, во позни страшно страшно зрели години, да, дефинитивно. И сакам една работа да кажам. Значи вака, јас и во интервјуто на Инфомакс морам да нагласам нешто. Јас имам
апсолутно немам илузии дека високото образование е нешто што не е потребно, нели? Не, апсолутно, значи треба работна етика пред се, значи треба дисциплина, треба континуитет, таму се ствараат работни навики, јас сум апсолутно свесен за тоа. Таму се стекнуваш со вештини, интелектуални и практични. Сега кога сме кај вештините. Значи вака, јас на тој факултет не прошетав. Јас на тој факултет бев страшно успешен студент. Страшно успешен студент. Ама ти веќе знаеш дека не си студент ама? Па не баш. Како не сум студент? Затоа што се сменила програмата, проверив пред да почнеме емисијата, се сменила програмата и ти треба тоа го викаат они да се презапишеш. Не, немам исписница, можеби ја сменет програмот каде што треба да полагам други предмети. Мене ми рекоа дека само вика треба да те праша, не, кредитите ќе ти се признаат, но треба да се презапишеш за новата програма. За да не биде ова public service announcement за УКИМ, ајде да ја задржиме темата наша, тоест мојот. Нема сега, оставиме да ти ја водам емисијата на принцип кој што ја ти одговорам секако. Апсолутно ти оставам доволен. Сакам да кажам, значи вака, јас во мојот политички ангажман, јас не сум влезен во ВМРО ДПМН и во СДСМ преку семинари мене да ме спремаат, не, јас практично политичките науки кои се интердисциплинарен пресек на сите општествени науки, практично, во практична смисла ги имам користено. Јас ја имам смислено мојата кампања која дојде од 7%, па не ни заслужи да биде во дуел за Скопје, само секунда во првиот круг. Добро. И потоа дојде до 61.000 гласови. Така да во практична смисла. Втора работа. Јас имам работено на научни истражувања со ментори од докторант од Харвард во тој момент. Значи, јас сум запознаен со таа наука. И те како сум запознаен. Ама ја немаш формално ама сега како филозоф ти изборам формално, па не правно, како филозоф... ја немаш совладано до крај. Односно, не си го оформил твојот степен кој што ќе ти го даде правото. Види, не мора да ти го даде општественото право, треба да ти го даде индивидуалното. Ама да кажам, послушај ме, кога ќе застанеш пред огледало, ќе кажеш, види, јас не ти велам дека ти треба да го завршиш за да некому друг докажеш дека ти си перфектен. Добро, ти благодарам ако сметаш дека самореализација е тоа. Самореализација. Да, пирамидата на Маслов, да, се согласувам. Ама се согласуваш така што кога ќе дојдам до самореализација во смисла на пирамидата на Маслов, тогаш мислам дека многу посрегни ќе бидеме сите, инаку не, апсолутно. Значи едно мораме да бидеме јасни. Ама пак ти си манипулирал, не ја бегај темата, те прашувам, како не ти викаш, еве имам друго, сакаш друго да те викаш завршив на канал 77? Да. Сега, за канал 77. Еднаш и за секогаш да го објаснам ова. Значи, јас правев аудио интервју со канал 77. Што значи тоа аудио објасни, пошто малку е чудно. Снимено. Вака со диктафон, Да, ние бевме на кафе и го снимавме интервјуто, интервјуто беше многу долго. Значи, никогаш не искористив таа формулација. Навистина не искористив. И имам... Сакаш да кажеш дека е извадена од контекст? Да, мислам дека... Ама не е крив новинарот, не е крив новинарот. Не велам дека некој е крив. Значи, но зошто не го побара, зошто не бара авторизација? Само секунд. Не бараш авторизација на пишање и снимање? Кога? Го пренесовме текстот на нашата Инстаграм страница. Беше апсолутно анулирано тоа и беше пишано дека јас бев на политички студии. Значи никаде, значи ние во нашите канали за комуникација, јас не можам да бидам одговорен ако Иван Миршевски сега во AI најавата каже нешто друго. Значи сакам да кажам, за да не се Иван Миршевски пази што прави во AI најавата и да не се задржуваме многу, јас само сакам да кажам. Значи, во овие години и пол дена од мојот политички ангажман, особено како пратеник, кој има активност многу повеќе од многу пратеници, мислам дека мојот кредибилитет политички и дека мојата аргументација и мојот начин на комуникација на пораки, мислам дека е доволно јасен и мислам дека е доволно кредибилен. Ние до сега не сме тип на политичари кои прават циркус само од себе, барем јас. Јас сум апсолутно секогаш искрен во тоа што го комуницирам, така што како што било до сега, така и ќе биде понатаму. Веј сега ти се обидеш да ми кажеш дека јас и ти, ако се качиме на авион за Загреб, дај да станеме на Белград, на попатна станица, ако знаеш дека нема потреба летот Скопје Загреб е директен, не иде преку Белград, не се спушташ, за да ти мене ми објасниш дека, односно да го девалвираш собствената фраза која што еве и во еден друг медиум, во Независен си напишал, односно те цитирала што си им напишал дека завршил правен факултет на... Не, значи вака, јас не постои една, значи најискрено го кажувам, Иван, значи не постои една изјава моја... Но зошто тогаш објасни ми, зошто имаше потреба на дуелот кај Иван,
да го објасниш ова, ако претходно сметаш дека ти си бил коректен во изјавите. Може да ми го објасниш тоа? Затоа што ме Чудно праша ми беше кое ми многу. е, па затоа што ме праша кое ми е образ. Што да ти одговорам, да те излажам, треба, мислам тоа го очекувам. Ама чекайте, прашале и други. И партијата те прашала, ти вика политиколог. Не така експлицитно. Како експлицитно? Си извинувам, господине Мециновиќ. Може ли прецизно, основно кој Како од кој што беше? ти- Како што ти експлицитно ме праши, доби одговор во дуелот за Скопје. Може ако да се ти кажам сеќаваш, како да. беше, да ти го пуштам? Па што го манипулираш значи, тоа. вака. Јас само почнам вака. Ама види сега. Што прво сте по човек- образование? Јас Не, кажувам. не ти дозволам да манипулираш или сакаш да го пуштиме? Дело, Башка- и сакаш башка- да го слушаме? Не, вака, ама слушај, значи и јас бев присутен таму. Ама значи, стои не така, можеме не, ама еве јавно не да можеме видиме што прашам ја, ти што одговараш. Јас мислам дека Јас ќе си се велам губи вака. време со пуштање на клипови, затоа што двајцата сме возрастни и можеме да се сетиме Не, пред 3 недели што беше. Точно, јас ти велам, ти си роден 1996 и ти ме прекинуваш. Да, роден сум 1996 Да. и јас студирам и почнеш да објаснуваш приказката. Да. Што мене ме ставаш во шок и неверица, затоа што кога седевме, веќе објаснам се уште нешто пошто ме влечеш за јазик, кога седевме во онаа така наречена моја соба за состаноци црвена соба, ја викаме во Канал 5, Добро. се сеќаваш кога беше Орце и ти Добро. кога дојдовте, кога седнавме, а Орсе со својот тим, ти со твојот тим, и кога ви кажав, дечки, ве прашав, ќе одиме формално, ќе се адресираме едни со други, не формално, и ве прашав на почеток, ќе почнам, ќе ве прашам, што сте правили до сега, како сте правили за вашето образование. Добро. Моето мислење е дека ти во тој момент си помислил, јас себе ќе ти кажам што мислам, дека си помислил дека јас сум дознал дека ти не си дипломиран како што си се представувал, Не, вистина. и ама сега така, осем да ти кажам мојата теза. А јас не можам да оставам ти твојата теза која е против сите мои Не, што сум ветувања во изминатите помислил? години. Мојата теза, моето помислување, што сум го Супер, помислил. да, окей, тоа е субјективно мислење. Тоа е да. субјективно, најсубјективно, Да. значи не е тоа објективна вистина, тоа е Океј, затоа субјективно. сега ни е така се, јасно, затоа, да. знаеш, и затоа прашувам, еве покрај се, пак не мислиш дека треба да се излезеш на јавност? Значи, вака, едно нешто ќе ви кажам. Ама не треба да се нервира, ама немој сега, види, сега, дај определи се. Одиме со пресирење ако те Мога ми полесно. е. Ајде господине Месиновиќ, ајдеме сега. Ајде одиме така. Ајде одиме со Сега ќе ми дозволите Ке ви одговорам. дозволам, ајде повелете. Значи јас, ајде пак на ти, пред тебе. Не, јас се одам со овие, се извинам. Добро, пред вас, Ајде. пред македонската јавност, пред било кој во Македонија, нема за што да се извинувам, Има. ве молам, да се Има. докажам. Секунд. Јас сум политичар во Македонија, која е бедна држава. Јас сум политичар во Македонија, во која имала спроведена приватизација, каде што илјадници животи останале без сигурност. Јас сум дел од генерација кој имаше 60 своји сограѓани во дискотеката во Кочани. Тоа Јас нема сум секунд. врска со вашата манипулација која што ја пласирате на медиумите и во вашата Може ли 2 минути страница. да... Ама оставите ме да си го водам на мој принцип. Рековте дека сега Ама вие можете да водите, јас одговарам во свој принцип, така што мислата не е готова. Ама гледате се, јас ве прашам за прашање, вие ми Јас- зборувате за вилерови гоблени за таписери. Не, мислам дека јавноста ќе процени дали има контекст. Има Нема контекст. Да, има контекст. Нема никаков контекст. Јас немам потреба да се извинувам пред никого. Ако нашиот најголем грев е тоа што сме ве навредиле вас, Кого? па на пример вас или некој индивидуално. Мене лично. О, не зборам као Вие сте ги навредиле овие во изборна единица 2 зашто сте им кажале кога ве гласале, вие ми се ми го потврдија мандатот во изборна единица 2, така што може би Како ти го наследните потврдија? парламентарни Како избори. ви го потврдија? Така што Ама не овие го од да тогаш, гласувате. од 2024 господин Добро, Мартиновиќ. и во втор круг ги добив Ама гласовите во изборна единица 2. Така што Изборна јас единица- мандатот го имам добиено. Ќе го оспоруваме за 2,5 години кога ќе дојдат парламентарни избори. Зашто да не го... Ја не разбирам зашто умен човек, мега А вие не интелигентен. ли би ме гласале вие? Зошто да не ме гласате вие? Например, Не, јас ќе ти како кажам. ваш пратеник кој бил успешен пратеник, кој бил фантастичен пратеник, Ајде зошто да ви не ме кажам гласате? зашто треба да се извините за да се надрозна на нашата приказка. А зошто имате толку потреба да барате извинување од луѓе? Зошто вие морате да бидете моралниот суд во општество кој кому треба да се Не, тоа е извинува? моje мислење. Значи ја имам право да Моje прашам кого мислење е дека сакам. не треба да се извинувам затоа што А не сега сум ќе ви објаснам зошто не морам ја да бидам во вашата изборна единица за да јас нешто се сомневам или да гласам за вас, затоа што на крај на денот вие земате пари плата од сите овие граѓани. Добро. На крај на денот кога одите на службени патувања Не од идам на собрание, службени патувања. ако еве хипотетички некош да ве пратат, еве може ги Хипотетички појдете. да, Така, во суштина не. хипотетички така. Значи и јас ве плаќам. Добро. Затоа имам потполно морално право, легитимитет и легалитет да ве прашам дали ќе се Јас извините. сум во Затоа првото што вие ги полугодие- примате парите, господине Мециновиќ, кои што сите ние заедно ви ги плаќаме. Дополнително уште една работа. Вие земате минатата година како
член на президиум, така ви се вика тоа телото. Добро. Тоа е нешто како извршен одбор, така ли му доаѓа? Што му доаѓа? Колективно председателство. Колективно председателство. Добро. Вие земате 200 нешто илјади евра дотација следствено на законот за политички партии што следува. Но тие пари доаѓаат од буџетот, повторно јас сум ги дал. И сега вие мене ќе ми го спорите моето право да ве прашам дали ќе се извините поради тоа што манипулирате срамот. Јас сум зачуден од вашата морална висина да барате извинувања толку експлицитно. Тоа е работата, јас сум зачуден од вашата провалија каде што дел од вас полека еден више пропадна од вашата морална провалија во левица. Како вие тоа кажувате кој пропаднал во морална провалија? Тоа е мојот светоглед. Ама дали е тоа објективен суд? Јас мислам дека не. Сакате да ви покажам дали е или не? Па не, како може вашата морална оска да биде морален суд кој е релевантен? Зошто не е моралниот суд на 60.000 луѓе кои во вториот круг го дале својот глас? За вас не ви реков дека вие сте пропаднали, реков еден од вас од вашата политичка партија е пропаднат и јас тоа јавно го кажам, слободно нека ме тужи, но ќе ве прашам еве вас лично како пратеник, дали вие се согласувате со такви ставови или не се согласувате? Кажете ми дали е тоа во ред или не е во ред. Јас немам проблем, еве само ќе им се извинам на јавноста, дека вечера можеби ќе слушнете некој вординг или вокабулар од мене, кој што не е 18+, можеби 30+, но што да правиме кога морам да ги цитирам ставовите. Јас немам 30+, така да се шегувам, тоа е. Не да ми смееш, да. Се шегувам, само да го дадам тој фолдер, затоа што фолдерот е страшен. Фолдер. Да, апсолутно, само Дај ги на клауд. Еве го, од сите медиуми, само 5 нејзиниот директор Иван Мричевски, гуревистички слуга, ги вади своите фрустрации. Ако се врати од кај Мицковски, да ставаме джин тоник. Сега да те прашам тебе. Баш ми е жал за тако. Баш ти е жал. И сега ти излезе да го, а најшто не е интересно, што ти си го лајкнал тоа. Јас сум. Ти си го лајкнал тоа. Од кога е ова? Ова е од пред година и пол. Јас сум го лајкнал. Тоа си го лајкнал. Значи вака, и сега знаеш што е со лајкање? Знаеш што значи лајкање? Знаеш што значи лајкање кога да поидеш пред 30 години во една сала кога некој последен пат морам да искоментирам. Последен пат некој кога ми оспорувал лајк било во некоја веза со девојка. Така што за лајкови не, за лајкови нема да коментирам. Јас сум пратеник во собранието, така што лајкови не. Не, апсолутно не. А зошто не излеговте еве вие како член на президиумот? Еве сега го осудувам. Еве сега го осудувам. Го осудувате може јавно да кажете да го судите вордингот на Димитар Пасиев. Ќе го кажете сега. Ама зошто на Димитар Пасиев? Скокам. Ова е Димитар Пасиев. Јас искрено, еве ќе кажам знаете кој е овој? Не, искрено ќе кажам. Кој е овој? Јас го осудувам, Мислам дека е Трампова. Само секунда. Абе, мора малце. Јас го осудувам јазикот на поларизација и го осудувам. Не, дали вие го осудувате терминот што мене ќе ми се обрати со и човекот што Мицковски. Јас сметам дека јас не би го искористил, ја не би искористил таков вординг. Не, прашањето е господин Месиновиќ, дали се оградувате вие или не се оградувате? Зашто сум ја на обвинителна клупа за реченица, нечи еве можам да ти кажам, не ми е окей тој вординг, јас никогаш не би го потикнал. Јас никогаш не би го. Јас те молам да ми веруваш и да ми верувате, се извинувам, на твоето семејство никој никогаш никаде да не ги користи овие зборови. Да, така е. И на никого никаде, да. Никаде никому, затоа што ако вие немате храброст да го осудите, ја не барам вие да се извините за Пасиев. Нема што да го осудувам Димитар Пасиев, апсолутно нема што да го осудувам Димитар Пасиев. Во ред, тогаш што име понатоми. Затоа не се чудите зашто велам еден од вас е пропаднат во морална провалија. Повторно, субјективно гледиште, субјективно гледиште и го повторам уштенашка, така да тоа е тоа. Да се вратим на темата, значи вие не гледате потреба да се извините на јавноста дека сте манипулирале како Никсон, како Пал Шмидт, како Талер, како многумина. Аргументација на ситуацијата која пробувате да ја направите не е релевантна, затоа што сум јас 29 годишен човек од оваа Македонија, од ова Скопје, јас сум делегат на мојата генерација. Јас како бе може, од кај го влечите вие дека се вие делегат на целата генерација? Кој тоа ви го дава? Делегат од мојата генерација, не цела. Вам право? Гласачите. На делегат сте на тие кои што ве гласале. И делегат од мојата генерација. Што тие што ве гласале, ве ставиле во парламент да сите заедно ве плаќаме, така да вие сега мора да одговарате и за другите. Мене ми е жал што е така што јас морам да ве прашувам. Жал ви е што ме изгласале? Не, жал ми е што јас ве прашувам, а вам ви е непријатно сега, но мора да ми е непријатно. Па сега викате дека сте на некаква обвинителна клупа. Каква обвинителна клупа? Не за решеници, знаете, као некој работи за нешто што јас немам допир на точка со тоа. Апсолутно грефчиња. Али лајковите си ги кликате, така? А лајковите си ги кликате. Апсолутно грефчиња.
Грефчиња, нели? Зошто да не се поставиме на нормална линија за комуникација? Кога вие, Иван Мирчевски, ќе го уважите тоа дека ние сме партија која добива гласови, мандати, некој дел од популацијата нас не почитува и смета дека тие ставови ги представуваме. Испочитувајте таа наша позиција. Значи не можам да испочитувам некој кој што како медиум, цивилизираната, бидејќи во овој цивилизираната културна норма ја прекрашувате, се ја продлабочиле до ниво на провалија. Јас да кажам дека ама како може ова што да ви читам уште понатаму, сакате да ви кажам коментар на ваш член што пишува за мене и за мојата сопруга, ќе ви се згади. Вака нешто. Јас Вемо. не сум тука за да дебатирам што му се случило на Иван Мирчевски, иако ми е многу жал. Јас не би сакал тоа да го чувствувате, јас не би сакал јас да го чувствувам тоа. Ова е само дел на вработените во Канал 5 што им се случува. Но, јас како политичар, јас како пратеник, морам да гледам макропроцеси во нашето општество. И тоа се кои? И тоа се процесите на девалвација на општественото ткиво преку корупција. Значи, приватизирање на сите... манипулација? Какви манипулации? Манипулација, да, од државниот врв во кој се содржани сите апарати за репресија, сите механизми. Што сте вие репресиран, кажете ми, многу ме интересира, вака, пошто гледам дека велите дека не сте успели да го завршите факултетот, ако нели лажно се представувавте дека сте политиколог. Добро, да ве прашам, зошто ви е толку потребно оваа теза да ја продлабочите? Што толку Амар Мецинјовик има сгрешено на општество и на вас, за да биде тоа толку релевантно? Сакате Character Assassination да направите на 29 годишњак? Ама сега на 29 годишњак што? Ама не мора. Хајде да го ставиме контекстот. Немојте сега да се само виктимизирате. Немојте сега само да задоволство. Немојте само виктимизација, затоа што пак ќе ве потетам. Примате плата, знаете што? Правејќи се витези. Јас не примам плата од левица. Добро, ама во овој дискурс вие сте делегат на еден приватен медиум, јас сум на 60.000 луѓе, така што можеме и да имаме некој почит кон таа позиција. Јас имам почит кон вашата позиција како директор, ве молам испочитувајте ги гласачите кои ми го довериле мандат. А што е проблемот што ве прашувам дека е манипуларен? Затоа што не, затоа што јас еднаш за секогаш ќе кажам, јас немам. Добро, може ли да се извините барем дека лоше сме биле сватени, може така? Апсолутно. Лоше сме ве сватиле, така? Јас секогаш во мојот живот ќе се извинувам ако сум придонел до нешто, да биде погрешно сватено, тоа не ми е проблем, јас немам проблем со егото да се извинам. Не реков да не е егото? Апсолутно не. Трипот до каде? Или не е ни почна трипот? На его трипот? Значи, не, апсолутно. Значи, јас се извинувам апсолутно, мене ми е поентата и тоа ми е сршта на моето политичко действување. Стварно пробувам да комуницирам искрено. Таму каде што има простор да искомуницираме и да дојдеме до некои согледувања заеднички. Ќе ви кажам, мене ми е сериозно. Само да не ме прекинувате и тука е стварно ќе затрам темата околу извинување. Мене ми е фантастично чудно како ви текна на таа дебата сам да почнете да објаснувате. Супер, ако ви е чудно, ќе ви текне еден ден што 5 пати да ви кажам. Предходно никогаш тоа не сте го правеле, мене ми е чудно. Следниот пат кога ќе дојдеме може ќе ви текне, ја ви кажам сега. Еве мене не ми текно, јас сум глупиот, еве гледам вие сте паметниот, нема проблем, еве така ме нарекуваат нели вашите членови на левица. Јас не, и многу ми е жал за тоа, апсолутно не го одобрувам тој јазик. Па е вашиот лидер, ви сакате пак да ги повторам зборовите? Јас не би го користел тој јазик, апсолутно. Паднал, слушате што вика. Паднал сајтот на Канал 5, време е да падне директорот Мирчевски. Еве сега бие обичен човек. Што ќе помислите како паѓа? Ајде сега вака да ги поставиме работа. Само да ве прашам. Јас сум портпарол на левица. Немојте да ме потсетувате зашто еднаш јас и ви имавме комуникација, така ќе остане сепак помеѓу вас и тоа е приватна комуникација. Моментот на вашето поставување на левица ми беше пратено како порака од вашиот лидер. Ама сега хебефрено се движиме помеѓу теми. Значи, тоа е мој стил, ама тоа е мојот стил, ама треба една работа да ви кажам како што вие користите стил на израз и на нарација, јас ви ја почитувам, оставете ми јас да се го водам мојот начин. Добро, мислам, би сакал Значи, една работа ви кажам, во вашето стадо на овци можеби има 2-3 црни. А кој стадо овци? Кој е тоа стадо овци? Тоа е парламентарна партија која има 6 мандати, која станува се посериозна. Кој ви рече дека лудирам ја на левица? Затоа што сум представник на левица, па реков, можеби јас немам стадо. Во вашето стадо на овци во парламентот, алудирајќи дека вие се сите некакви овчички кои што нели треба да бидат. Да не ги навредиме граѓаните, пратениците, може, добро. Не, пратениците може да што сакам да им кажам, затоа што ние ги плаќаме и треба да видиме отчетно да дадат еден ден. Мене ми е многу криво што добро да ве прашам нешто. Еве јас како портпарол од 2022 година. Колку? 2021, се извинувам. Од 2021 сум портпарол. Не, знам зошто 2022 ја спомнам, затоа што во 2022 прекина сета комуникација помеѓу
Левица и Канал 5. Како тоа 2,5 години Добро. постои една парламентарна партија која е релевантна, која е фактор во македонското И не сте општество. викани? Секунд. Не завикани. Јас сум портпарол. Јас со години немав камера на моите пресови. Зошто тоа моите пресови Од Канал како 5 или портпарол повеќе апсолутно теле? од Канал 5. Сега зборуваме за Канал 5. А за другите медиуми беа или не беа? Искрено. Некои да, морам да ги испочитувам, албанските медиуми многу ми се присутни Добро. на А македонските беа? пресконференциите. Некои да, некои не. Ама тогаш треба да се запрашаме зошто и вие и некои други. Така да сакам да кажам. Добро. Вие не плаќате, да, ама и македонската јавност која ни доверила мандати очекува да биде информирана за политичките збидувања и тогаш ако еден портпарол на парламентарна партија 2,5 години не може прилог да добие на вашата телевизија, тоа не е мој проблем, ама тоа е проблем за севкупната атмосфера, нели би се согласиле? Се согласувам со вас, но истовремено морам да ве коригирам повторно, што ќе ми биде жал. Не знам дали вие знаете дека во вашата партија на Контакт Левица вие имате пристап до тој мејл или немате? Ајде, кажете понатаму. Значи добивавте изминативе години покани за гостување кај мене. На Димитар во Кавга? Значи на Димитар, на членови било многу. Зошто пресконференциите не сте релевантни за македонската јавност? Начинот на кој што оваа телевизија сака да обработи темата со Левица, ја диктира оваа телевизија. Ама значи Не можете- чувствата диктираат, а не Нeke јавниот чувствата. интерес, така? Едноставно сакаме да почнеме на некој начин затоа што сме дебело навредени од А страна на сметате дека гласачите кои ни даваат нас глас не ги не правите доволно за тие луѓе на пример како Значи, медии? гласачите имале начин како да се информираат. Нема да бидеш зајадлив, затоа што имало избори во 2020 година, имало избори во 2022. Значи на 4 години само може да се појавува нашата опција. Нема никаков проблем, ама зошто не сте се јавиле да побарате? Ама еве јас комуницирам Зошто како не сте се портпарол јавиле? со Зошто сите не сте се уреднички јавиле? куќи. Зошто не сте се јавиле да кажете луѓе ние сакаме да Кој пат дојдеме? последен пат сте ни биле на прес во собрание? Например, јас секоја недела во последните 8 месеци поднесувам закони. Знаете ли некој закон што имам поднесен? А каде пишува дека ние имаме врска вас да ве посетиме? Не во сакам да собрание? кажам зошто не Ние, бе, сакат. Зошто начин, не сакат? не ги посетуваме ни другите партии за ваша информација. Сега, ако сме поставили некој принцип, не знам зошто вие би били исклучок од тој принцип. Да, исклучок сме, затоа што јас Ама како еве, портпарол гледате, споредба со другите дојдовте ке мене, портпароли. вие, дојдовте да видиме дали ќе продолжи оваа комуникација. Ама- Убаво би било. Убаво би било да видиме дали ќе продолжи, но нормално треба И тоа некој не за мене и за вас. за јавноста. Еве да се Апсолутно. согласиме Мислам дека е малку. очигледно, да. Апсолутно така треба да биде, Да. но мора истовремено да бидеме свесни дека треба да ги запазиме елементарните Бидејќи мене ми се чувства, човечки стандарди Амар за дали ќе се извини, Амар дали ќе се извини, дали Не, мене да ми се извини. ама не, дали вие очекувате некоја одговорност дека еден голем дел контингент од македонската политика општество сте го игнорирале? Дали е тоа игнорил? Апсолутно, ние сме ве канеле тоа само што вие не... малициозно, кога е окей? Не, мали Кога сте е биле викани во други емисии, па сега ве мола. сте разговарале некогаш за наши предлог закони на пример? Јас не сум го Добро, видел. кажи ми еден предлог закон ваш. После од Значи вака, зголемување на породилно отсуство, ставање на кривично дело за семејно насилство, зголемување на минимална плата, намалување на работно време, регулирање на кири, намалување на работно време, се извинувам, зголемување на кири, забрана за градење на опожарено земјиште и уште многу. Ние сме хиперактивна парламентарна група. Вие сте хиперактивна, но Сте мора, позитивни ама предлози. треба да знаете дека можеби не знаете начинот вистински за комуникација, да го најдете Јас каналот. комуницирам со јавноста генерално. Еве да видиме дали ќе продолжите така како што се почнавте. Со задоволство. Но пак ќе ве прашам, значи извинување нема, така? Апсолутно немам потреба да се извинам за нешто што не сум го направил. Јас само можам да се заблагодарам за сите луѓе кои ми ја имаат дадено привилегијата да бидам представник на овие идеи. Ова не е за секогаш, можеби ќе трае уште година, можеби ќе трае уште 10 години, но во целиот тој период во кој ќе бидам активен, јас го сметам ова за привилегија. Ни во еден момент не дозволувам да влијае на моето сепство, да се пуфтам и да се абстрахирам и дека не морам јас да се извинувам, апсолутно не. Јас имам целата одговорност пред македонската јавност, но во овој случај експлицитно мојот морален суд, мојот субјективен морален суд смета дека ништо не е повредено во довербата помеѓу мене и електоратот. И тоа е мојот одговор. Оставив комплетно се да кажете, само уште еднашка, ако може да додам. Страшно ли е да се докаже? Не. Многу ме беше Милон Шубов објаснете, но вие не одговарате само према вашиот електорат. Не заборавите, примете плата од 1,8 и нешто колку милиони. Добро, и дали си ти
Бакнати, да, дали сте вие? Вие се одлучивте така. Задоволни, на пример, што во Од вас првото многу. полугодие, Од вас превише. јас сум трет најактивен пратеник. Многу ми е ки. Во второто полугодие може би и прв ќе бидам, не се најдени уште резултатите. Одлично. Така што јас ја извршувам мојата функција на максимален начин, impact wise, значи највеќе импакт да има, со најмалце Impact трошок wise. за државата. И тоа е равенката по која јас се возам. ова- Максимум импакт, минимум трошок. Ако јас сме И веќе тоа е ке тоа. трошокот се наоѓате ли дека во еден момент дека и партијата која што ве номинирала во крајна линија сте почнали да ја љуштите, што би кажале по Скопи, да Скопски, пошто На гледате Мицко муабетите? не се муабети кога што ја видов дека се мафта листови во Што сол. се мафтало? Еве, Ајде. еве да мафтаме со листо. Ајде. Значи овде има два ревизорски извештаи. Чисто ме Ова е интересира. едниот на ВМРО, едниот ревизорски извештај е на Левица. Само да ви кажам, ја не сум представник на ВМРО, али слободно излезете со какви сакате документи. Да, апсолутно. Сакам Да, да, да. кажам. Значи, државната ревизија за Левица, тоа е за ВМРО, ајде да прочитаме. Ајде. За ВМРО вели, со извршената ревизија изразивме мислење со резерва за вистиноста и објективноста на финансиските Од кој датум е извештаи тоа? од 17.6.2022. Со А кој ден сме денеска? Колку за, денес за сме? денеска ли треба ревизија? Ама не, ама да ве прашаме на работа. Чисто логично да се размислиме. Може ли само да дискомуницираме? Океј. Мислите дека СДСМ, ако ова било нешто сомнително, знаете каква хајка им прави? Аха, зошто Левица доби онда окей извештај од државна ревизија сега? Сега. За која година? За оваа година изминатата. 25-та не е го За изминатата година. Добро. Да. Значи ние во време на ВМРО добиваме Ама извештај кој знаете е ли една што ми е малце проблем? лестница. Не, мене не ми е проблем. Државниот значи хартиите на Ама што не ги тужи? Што не поднесете до кривич? Абе зошто не е манипулатор. А, Мицковски е апсолутно манипулатор. Поред нека е манипулатор. Мицковски е човек кој толку микроменаџира што мора да се појавува да биде и градоначалник, и гувернер, и министер, и адвокат, и на крај е и свиркач, и мафта. Јас ќе кажам многу експлицитно. Ајде. Да се замараше власта со следење на опозицијата и вадење на работи за опозицијата, колку за вистинската корупција во Источна Македонија немаше да имаме ситуација како што имавме ова. Свратиме само нова, пошто сакам, јас сум многу конкретен, многу внимателно, јас мислам моите гости што зборуваат и што ми покажуваат. Ова е 2022 ревизорски Левица извештај. никош нема добија на ваква оценка. Стално едно Може ниво да над. завршам, ако Да. можеш? Ама да, Значи, контекст. ова е, само да знам, ова е ревизорски извештај, само не ве слушам за избори или за годишно работење годишно на работење. на партиите, така? Добро. Кога станува збор да ми објасниме на гледачите за избори, ви имате наменски сметки, така наречени изборни сметки, кои што имате рок одреден да ги затворите. Тоа бајде да го знаеш, така? Кога ќе завршат изборите, ова е за годишно работење. Ќе го видиме годишното работење кај вас, но второто прашање ми е зошто вие како Левица, кога ова сте го виделе, што вам ви отвора и на сите ни отвора сомнеш, пошто викаат дека има сомнеш, така? Така пишуваше. Резервирано е. Вистинитоста, да. Еве, значи отвора сомнеш, да не се лажеме, резервира, Еве, резервирано. во 24-та година. За Со кој тоа? извршената за Левица. Добро. Со извршената ревизија изразивме мислење без резерва за вистинитост. Во ред, зборам за 25-та. Добро, ама сакам да кажам, Левица во своето постоење никогаш нема Ништо, добиено не, под оваа Бе, оценка. дај да ги Тоа е. фатиме малце во моропсива и небањативе, како ги викате ваквите никаквите. Дај нив да ги фатиме малце. Еве, викате дека имало лоши за се. Зошто не сте покренале кривична пријава пред тој? Дај направете го. Затоа што нешто тогаш добро. имавме Дај да ги кривични пријави срутите против овие. власта, ако се сеќавате, ние имавме најмногу кривични пријави против Талат Џафери, против министри, против Заев, значи тогаш едноставно имавме Ама еве и опозицијска овие. битка И која овие била знаете дека порелевантна. во 2022 се знаеше дека кај дај ке дојат. Ја нешто ќе ви кажам, 2022 ние протестиравме заедно со ВМРО, ако се сеќавате за францускиот предлог. А знаеш, да кажам знаете дека ли вие битките како се завршија, бираат- знаете ли како завршија тие протести? Со мојот роден ден на 16 јули, 15 јули јас гостував со Мартин Костовски во Самовистина, иначе еден од моите омилени гостувања. Стварно во Самовистина сум уживал кога Ама гостувам. а чекајте, ова вечерва не уживате? Не, чекај, треба да ги соберем импресиите А, на крај, добро, добро. Или на видео бим кога ќе се гледа у Така е, Левица. така е, Да, да. така е, така е. Значи, на 15 А само кажете ме, коментаријатот кој ви го води? Кој коментаријат? Па тој е како секретаријат, ама коментаријат имате, валја кај што коментирате. Коментаријат. Нели добро? Кој не го води? Нели? Не го очекував ова, окей, да. Коментаријатот кој ви го води да каже ај ти узри сега, ти узри сега. Тоа е некое тајно тело таму. Коментаријат. Да. Оно што ме интересира,
требаше да ги плеснате тука во Мровце. 2022 резерва, значи имало сумеш, мамете ги. Ако сме кај протестите, рековте 16 ви бил роден. 16 Ако јули. беа оние протестите кои вие маавте по зградава на собрание, тоа беа Неколку мислам, дена предходно, недела 7-ми, предходно, да. знаете ли дека од тие протести 11 родители нема да ги забораат тие протести поради тоа што нивните деца завршиле во притвор поради тоа што вршиле одредено кривично правни действија, се претпоставувам дека е нарушување на ред и мир и така натаму. Јас сум рекли направо, ама не сум ко тебе политиколог, додуше ти. Добро, можеш филозофски. Филозофски да го објаснам, така. Ами да, кога ќе завршиш како мене и тебе во подоцни години вајда позрело се восприема таа проблематика. Предпоставувам, да, види, јас го обожавам твојот вокален вербал и орален стил, да знаеш. Такоđe, да. Така да мене ми се допаѓа начинот на кој што ти комуницираш тука, да немаш дилема по тоа прашање. Само ми е криво што се упаднал во лоша друштвена, боже мој, тоа е тоа. А сите правиме грешки. 11 родители го чекаат Димитар да дојде тука, што сака да му поставам некое прашање кај мене. Затоа јас го чекам Димитар, тоа што 11 родители има своји деца, вечерта кои што ми тврдат, значи ако ја лажам, ако тие ме лажале, тогаш јас лажам, некој од левица не им дигале телефон. Тоа е нешто што не е добро и четворица од тие деца се веќе иселени од Македонија. Затоа те прашувам, не би требало многу да го комуницирате вие, господине Мециновиќ, баш тој дел, особено со мавањето и фрлањето на молотови коктели што и немало таму. Молотови, ама ви морате одговорност да имате кон јавност. Значи добро не било молотови, но имаше, јајца бе. Не бе само јајца, имаше други, имаше камења. Левица немаше молотов, немаше? А заре мислите дека имаше? Вие одговорете ми дали имаше молотов. Прашувам, се извинувам ако претерувам. Добро. Гледате, јас немам проблем да се извинам. Апсолутно ако ме соочите така, за разлика од вас кои што вие не ме викате дека политиколог што сте кажале, тоа ето така во програмата ви пишувала, ама тоа се биле политиколог во обид. Така да го кажам. Во обид, да. Политиколог во обид. Знаете како? Затоа што толку ви е битно ова на дипломска васка. Може ли така? Инсистирам. Ќе дојдете на дипломска вие. Инсистирам, ја буке свеќе нема да донесам, ама виски ќе донесам. Торце ќе го викнеме и ќе направиме еден научен симпозиум. Ние тројца, да. Апсолутно, направиме во живо ќе мене на емисија. Апсолутно, да, затоа што научно нели сите баратаат многу добро со дипломите кои ги имаат, така што кога сме веќе кај францускиот прилог, односно и кај тоа што се случило, значи тоа е информација која што имам и би било убаво да ја провериш дали е точно или не е точно. Но исто една друга работа која што сега ќе направам паралела со овие избори, со завршувањето на изборите и со вашите советници кои што нели ги прима уверенијата во секоја општина каде што имавте советници. Гледам дека имате обиди повторно, нели, што е легитимно, тука не може никој да каже, да добиете некои политички поени, па не сте ги подпишувале со Северна, па тоа не било, па не сте ги читале заклетвите и така натаму и така натаму. Вие кажете ми кога вие, која година станавте вие советник по градското? 22 февруари. 22 февруари. Вие дадовте заклетва со Северна Македонија? Сигурен сте во ова? Прилично сигурен, да. А подпишавте која подпишавте со Северна Вистојашка? Знам дека вака, затоа што нема да се правам дека експлицитно јас како што го памтам, значи при устната изјава апсолутно не спомнав Северна, значи тоа има видеозапис. Не, зборам за таа подписот. формалната секунда, во таа формалната ни беше вратена еднаш изјавата. Ако не грешам, значи стварно не сум вакво, ни беше вратена еднаш изјавата и потоа моравме да или ја шкртнавме бледо Северна, затоа што казни ни рока. Како е тоа шкртнување бледо? Тоа е ќе го лизнете прсот и ќе тоа е политички чин. Ама што е тоа политички чин? Бледо шкртнување, кажете ми. Па значи прво го шкртнавме фул и можеби, ама ова не е, значи сакаме да се ставиме во стапица, значи Абе, ова е хипокризија се што ми кажувате. Ова е класична хипокризија. Хипокризија, господе Мацидович. Ми го забрануваш чувството да мислам дека Северна е Ја исто да го мислам. Ја го мислам и го кажувам тоа јавно. Него хипокризија да викаш еве ние неа да примаш плата и зошто примаш плата со Северна, Ама како тоа одма Северна ве асоцира за пари? Како тоа? А можеби затоа што продавате хипокризија, продавате морални височини, морални хоризонти кои сакате да не примаме плата за
за бизнисмените од ВМРО ДПМН да може да се Не, бават само ама со тоа што политика. немојте да го спомнувате тоа. Сакате, тоа Мислите ли е дека поентата? јас сум среќен, дека Пошто јавноста толку е пати- среќна. пошто толку Јавноста пати- ли е среќна? Плата, што треба политиката ние да се откажеме од платите за Ама сега- пеката бизнисменот да биде пратеник. Се ја олјуштивте партијата или не ја олјуштивте? Апсолутно не, како Е, па тоа ето, олјуштивте што? партијата, Па не. Тоа е скопски термин, ви пречи Не, скопски. не, апсолутно Не не. сте го чули олјуштување? Како не, ама не сме олјуштиле и Не, лагите, вие, не на вие, Мицковски, повеќе, вие, лично. лагите и манипулациите на Мицковски, кој од својата суета, Само дајте малце. кој не може посмирено, ќе ми ја овде со букнете- лактот, со Ќе ми ја лактот. фукнете сценографија. Јас пред Мицковски, човекот кој откако стана премиер, ја покажа својата Dark Triad се вика тоа. Значи човекот има карактеристики на Dark Triad, на Dark темната Vader? тријада. Дарк Ведер? Не, конкретно ова е Добро. вие како дипломиран филозоф Добро. го знаете сигурно. Значи темната тријада. Човекот во овие години и пол ги има покажано сите неквалитетни карактеристики на еден нарав, на еден лидер. Јас пред Мицковски да имам потреба да се правдам за човекот кој ја води државата А вака каде гледате апсолутно дека не. кај го гледате вие овдека? Па хартивчињата на Мицковски, затоа што е помеѓу нас е Мицковски во муабетот, помеѓу нас Мицковски, да. Зашто мене ви се обраќа се правдате со Мицковски, Да. пошто пратениците на ВМРО да помне доаѓа тука и со нив имам исто вака убав муабет, претпоставам се гледале нешто тоа, така. Значи, немам намера повторно да прашам, го чисто сакам да прашам, тоа што знаете како малце ми е чудно ова што сте го објавиле на 7 ноември. Добро. Зошто ви треба донирање на не можете да преживеете со Затоа што немаме олигархиски спонзори. Да, затоа. Дајте се, Замисли. бидете малце конкретен со одговорите. Знаете, не сум јас од По-конкретен, ами. Не сум јас кон ние, А значи зошто ми ја негирате тезата дека немаме олигархиски спонзори? Па нема. не, затоа што имате донација од преку 220.000 евра кои што ви се од државата. Добро, Така, добро. како партија сте купиле имот, Добро. бивша опера хаус, кој што имате подрум кој што е висок 4 спрата, тој ова се претерувам се малце, да не се малце нели онака да биде поинтересно, значи подрум висок 4 ката, подрум и ви сте го земале за 900 евра квадрат. Добро. Тоа го знаете или не го знаете? Имам и пресови држано за тоа, А да. го знаете? Зашто дали го Дека е 900 евра квадрат. Јас не бев во тие деловни преговори, ама имам давано Ама пресов, ако не го имате негирам. прес, во Не, пре- па сум- при пресот не сте ја спомнале Сум цената. спомнал, да, И па ама колку била цената, господине? А ништо не се сеќавате, мајко му, кој што треба да се сетите баш сега и баш овде во овој момент. затоа што кој бил одговор, ако треба да го дадам политички, јас ќе го дадам. Јас сум политички портпарол, можам да коментирам зошто да излажам јавноста. Значи стварно фактографски вака. Значи постои моја пресконференција, јас не бегам од моите зборови. Не сакам сега да испадне нешто погрешно, но не, повторно ќе кажам. 900 евра или не е 900 евра? Ама не ги знам точно бројките, може би е 910, може би 890. Ајде, може ли да окружиме на 900? Не знам, окей, кул. Ти верувам, ама не знам точно бројката. Инаку, Ми тоа верувате? е во деловни преговори постигнато. Супер. Знаете И каде се сосема наоѓа? Сте легитимно, да. одите во штабот? Да, вие сте биле ли? Ја ќе ви Треба кажам, ли да дојдете искрено? може ли да се договориме уште сега кога ќе помина? Ајде, Еве, да утре, поминат ќе чека- празници, не. А да зашто поминат празници. кои празници да поминат? Па, новогодишните. А не ќе веднаш да дојдам. Јас сакам да, утре. да го досредиме. Не, да јас го сакам досредиме. утре после емисија. Да заличи, Не, да заличи. утре малце. после емисија, онака Да како ќе заличи. бидат уште топли впечатоците од емисијата, Аха. онака баш нели, само треба ли да дојдам со нешто панцир, манцир, нешто. Не, ние сме мирољубиви, Да, ние да, сме гледаме антимилитаристи. Така, дефинитивно. Значи, во таа локација, Опера Хаус, на тоа земјиште што се наоѓа во најстроги, или што би кажали американците, даунтаун, нели, онака, да брцнеш со шестер, мислам дека тука негде се става, Добро. па вртиш радиус од прилика, 900 евра, квадрат е 920, 930, како не дознавте, да се извинам што не пресирам, како не дознавте претходно, Табла имаше, ако мислите на тоа. Значи, буквално имаше табла пред објектот, кај што можевте и вие да поминете и да се јавите и да дојдете во деловни преговори со продавачот, мислам дека во овој случај банка, така што Унибанка. Да, можевте комотни вие да го Да, купите тој имот, да. Да, ама не И беше... ВМРО да го купи, ама на ВМРО не му треба. ВМРО има најголемата палата во Македонија, така што не им треба и шуми, и пастишта, Прашав некои луѓе, други кои што исто Добро. така свртеле,
двајца добиле различни информации. Едните Добро, добили не знам, не ги знам луѓево, не ги Добро, знам така што не е битно. Ајде, добро, да, значи нема врска. Значи, вие мислите дека е топ дил за 900 евра да се добие у строк центар, што е топ дил, ја би сакал ја да го добијам, Да. например. Одлично. Кажете ми сега друга работа, таму имате и кафула. Добро, Павилион 36, така се вика? 36 да. Што се замислите, па сега не знаете што бројче беше. Па не ги знам, не седам во кафичето. Да не Милион е- е да 36. Да не е и кафулето кафуле, да не е нешто друго, Кафич. да не е менза. Кафич. Не менза да не е, не знам зашо политиколог не бил политиколог, него бил студент, него се кафулево да не е менза, на првична фаза, нели, па полека ќе се раде на кај И кафул. што вели филозофската схоластика за кафичите? За кафичи немаме ние кафичи во Скопје со Ч, нели тврдо Ч, него имаме Па не, мене ми извадија српски државјанство, затоа е српско влијание. Тоа државјанство ќе се вратам беа пак на тоа е точно или не е точно кажете? Апсолутно е точно, да. 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 И што е спорно што имате вие српско? Ајде де. Што е спорно? Значи мене ми е цело таму колку што се сеќам имаше ваш матичен број ставено? Имаше и А број зашто на не ги паспорт. сужите тие кои што ќе ги тужиме. Има кривична пријава, значи во процес е тоа, сите ќе одговараат за тоа, затоа што тоа е малициозно, тоа не сме да се Значи дозволи во прво, оваа држава. ако нешто ме вади од такт, Тоа не мешање сме да на се дозволи. семејство и мешање на човекот, ове ad hominem веќе да се вадат. Како личност, тоа е стварно- работата. стварно да. одвратно. Не, иначе имаме правни процедури многу после овие избори, затоа Добро. што многу луѓе се За Канал 5 имате окуражија. некој или не? Не. Немате? Не, никако, И никако. морам да се проверам, Не, да се проверам во редакција што е работава, како е можно Не, да... значи имаме многу процеси после овие избори, затоа што овие избори беа се само не беа демократски, наистина тоа. Да. Значи и ОПСЕ не ги окарактеризира како демократски, дури моето име, не, името као Левица's candidate for mayor, као во вториот круг, беше изложен на напади преку обелоденување на негови строго класифицирани податоци, значи инцидентите кои се однесуваа на мене во овој изборен процес А реално, не ни дозволија да добиеме оценка демократски. Мислите дека објавувањето, пак ќе ви кажам за мене, тоа е глупово и не искам да кажам бестијално, али мизерно е Добро. најправилниот збор, но мислите дека објавувањето на пасошот ви ги намали бројките на ја мислам дека Ама не е се во бројките, не е се во бројките, нешто е и за личен интегритет, Ама за тоа- лична ама за тоа збориме, безбедност, ама за така тоа- што ама не, за не, тоа не. зборуваме, Дури нели? не ни размислував за бројките во тој Така. поглед, бев искрено огорчен за тоа што некој дозволува и плюс институциите тоа го дозволуваат. Јас не можам да идам на сила да ги барам тие луѓе да им кажам не објавувај. Има институции кои треба да реагираат. Дали Агенција за заштита на податоци излезе и Сигурно. кажа пратеник во Македонското собрание беше докснат, тоест му беа обелоденети, значи никоја институција не коментира. Јас и вие коментираме и тука е поразот на нашето општество. Исто апсолутно. кој што ниједна институција не ви коментираше заканите на вашиот лидер дека ќе падне директорот, а ако Мрчевски ти не гореше, сега овие двајца со слики на двајца не горат, никој не реагираше. Чудно. Ја исто јас сум така Да, многу малци институции вознемирен реагираат, да. кога има двојни аршини. За мене и за вас не важи, а за другите важат. Апсолутно. Вие погодени, ја погоден од вашиот лидер и сега никој ништо не реагира. Не е брат. А кажете ми, пошто помине изборите, полека доаѓа, што би рекле вие, празниците, значи утре да не доаѓам. Не, утре тусун. Малце да доставиме простор за дишање. Коментаријатот нема да ме прими, така? Не. Кажете ми, како е вашиот став по прашањето на бугарите и внесот во уставот, личниот ваше некако левица, личен ме Одма интересира. личен став. Значи вака, прво за во однос на Европската унија сакам да искоментирам. Тоа ме нешто. интересира, пошто перцепцијата кај јавноста дека генерално како левица не е таа која што сака да се придвижиме кон Европска унија и бара некои други алтернативи, нели политички пазари Така, и така, политички така, конгломерати и асоциации. Значи вака, јас прво не можам да го негирам фактот дека нашата судбина е длабоко поврзана со Европската унија, значи ние сме и трговски највеќе зависни од Европската унија, но и дипломатски. Значи Но и нашата да не се лажеме, и нашата култура е Апсолутно, не, европска е нашата култура, тоа е факт. Сега каде лежи проблемот? Проблемот лежи во тоа, посебно јас, кој сум роден 96-та, јас целиот мој живот го имам поминато во духот на европските вредности, да кажеме, као сите мои пријатели биле во еден момент смиделе во невладини организации, на дебатни надпревари, значи сите тие активности кои се надвор од образовниот систем се генерално спонзорирани од Европска унија и такви некои работи, така што
мојата генерација, особено јас, како човек, јас до ден денес, како го се информирам за настани надвор од границите на Македонија, јас не се информирам преку македонските медиуми, едноставно се информирам преку Euronews, не знам, BBC, вакви работи, значи, јас ја конзумирам таа култура, ја конзумирам таа политика секојдневно, значи... И кој е вашиот став визави Бугарија? Како ние да одиме до моментот? Тоа ме интересира. Да, сега давам увертира која мислам да е вредно да ја напоменеме, зашто? Не убаво затоа што е различно од перцепцијата и генералниот наратив кој што доаѓа од Павилјон 36. Сега, јас лично би сакал да ја видам Македонија во ЕУ, ама од една поразлична причина од што се артикулира во македонското општество во изминатите 30 години. И од мојата причина. Не знам, можеби, јас сакам да видам европратеници македонски. Тоа ми е најбитното нешто, затоа што како политичар сум увидел дека за Македонија, чија судбина е толку тесно поврзана со Европската Унија, за извештаите кои се гласаат во Европскиот парламент и кои ги изготвува Европската комисија, значи, ако веќе толку ни е судбината поврзана со ЕУ, дај македонскиот народ да ја искаже својата волја и својот став во тој парламент. Сакам да видам европратеници македонски кои ќе аргументираат од позиција на македонскиот народ и да бидеме на едно еднакво рамниште. Но, јас исто не можам да го негирам фактот дека како граѓани на Македонија, кои уште нема ни 30 години, за мојата генерација, нас највише не боли корупцијата во Македонија. Не може нив европските бирократи да ги боли повеќе корупцијата. Нормално. Нас не боли нефункционалноста на здравството и на судството. Нас ни ги одзима можностите. Така што ние највеќе сакаме да ги решиме тие проблеми, ама истовремено мораат да не ослободат од апстрактни политички задачи. Ова ви е втор Рилс. Ома го гледа. Рилс, да. Ова е мораат да не ослободат од апстрактни задачи. Значи, јас 30 години растејки во ова, посебно затоа што мислам дека и чувството на патриотизам се амплифицира како поминуваат годините, бидејќи повеќе креираш тука ти е фамилијата, тука ти се сите работи. Додевно мене тоа не е добро, ќе ми стане додевно. Кажете ми што би направиле вие, дали би ги внеле бугарите со некакво креативно решение? Јас сум присталица на тоа да најдеме ние македонците креативно. Господи, може да ти кажам искрено вака што сум размислил, значи апсолутно не. Ставањето на бугарите во устав не. Зошто? Затоа што доста ние правиме компромиси, значи ние правиме... Сакате да ми кажете дека се што можевме да дадовме до сега дадовме. Име, презиме, аватар, знаме, пари, се живо, така. И мислите дека enough is enough? Да, enough is enough, и ова не ни покажува дека ќе биде последна инстанца. Тоа е најголемиот проблем. Значи ништо не ни кажува дека дури ќе бидам искрен. Ние сме разговарале со некои... Ова што го говорите оди во релација со наративот на Мицковски. Значи вие и Мицковски имате браво. Расипан саат 2 пати во денот е точен, така што ќе се погодиме некогаш со Мицковски. Сакам да кажам како да го формулирам ова. Значи, не само што нема да биде последно, туку јас сум уверен, утре да ги промениме, да ги ставиме бугарите во устав, ќе добиеме вето од Холандија, најверојатно, затоа што ние од Холандија? Од Холандија најверојатно. Баш од Холандија? Да, баш од Холандија, затоа што имате некакви информации што ја не ги знам? Па затоа што ја следам. Тоа е моментот дека следам внатрешна политика на европски држави. Во Холандија е многу непопуларно на национално ниво проширувањето. Значи проширувањето во Франција не во Франција не толку сега, затоа што Макрон 38% е. Не, окей, ама Макрон пробува да ја направи. Да, остатокот е против. Да, ама Макрон ја гура причата веќе 2 години дека Европа треба да стане свој локус на контрола, дека мора да проектира своја геополитичка сила, така што интеграцијата на Западниот Балкан не е толку табу како пред изборите. А читате ли меѓу редови дека се споменува тук и тамо така наречена втора лига на Европската Унија, каде што следните членки, предпоставувам се алудира некој пакет Албанија, Црна Гора и Македонија, да добијат право да бидат во така наречена втора лига, каде што ќе имаме лимитирани права, а фул оврски, а лимитирани права да немаме европратеници, да не бидеме на масата да седиме. No taxation without representation. Значи, се додека нема европратеници, ништо тоа. Значи, тоа но нели мислите дека е подобро да се седне за да после да се проба? Јас сум од оние кои што сакам да гризам парче по парче, не би го голтнал целиот хамбургер, да знаете. Абе тоа е големото прашање. Еве ќе бидам малце поотворен, треба да го имаме овој дискурс. Значи стварно треба да го имаме овој дискурс. Може би го немате вие одговорот конечен, може би ја не го имам. Не, ама треба да зборуваме, ние не зборуваме, се согласуваме тука, така е. И се геслајтаме, онака се лажеме еден со друг. Има еден камп кој вели нема врска ако ги ставиме бугарите устав, вие сте луди.
и онака друг камп кој не комуницира за другите Знам, можности. а знаете што е многу проблем кај бугарите? Има една работа која што исто сум го комуницирал со другите политичари, дека ние ако ги ставиме бугарите би било добро и нарацијата во преамбулата да сменаме, зашто преамбулата е една видна митска приказна како една држава настанала, нели? Да. Не сите држави имаат преамбула, но сите кога ги имаат е една убава нарација, приказка. И сега во еден момент кога дојдеме до историски абсурд дека ние и бугарите сме се бореле против фашистичкиот окупатор. Така да ќе треба нешто и тука да размислиме од целата таа приказка, затоа што успери, сега ово кога го кажете, апсолутно, ќе дојдеме до историски абсурд, малку мина. од 40 се влече, не, се почнува нали со 903-та нали индијското, али во еден момент се споменуваат придобивките од Таснова, прогласот се однесува на бугарскиот и германскиот, не само али генерално фашистичкиот, како ние и бугарите заедно сме се тепале против бугарите, на крај да не дојде некој абсурд и да се генерира еден проблем. Тоа се абсурдите на историскиот ревизионизам. Тоа се абсурдите на историскиот ревизионизам. Зашто мислам дека претходната влада на Зоран Заев направи катастрофална грешка, прво што го потпиша договорот кој што многу влади претходно го одбива за добрососедство, кој што пак генерираше други работи, низа проблеми, на крај стана услов од преговарачката рамка. Да го немаше тоа, ние можеби денеска ќе го користевме за некаква блокада како предност леверидж во однос со нив, ајде ќе ви го потпишеме, ама со внимание и немаше консензус после со преговарачката рамка 2022. Никој не дојде во Слеврани да ве праша пратениците, што е мислам за мене политичко невоспитање, ако мене ме прашате, на мала време шибицарски онака да кажете тоа е тоа. Толку голема работа. Мислам не да е голема работа, особено знаете каква е реакцијата дома кога ќе се вратите. Значи не е тоа дека никој не знаеше каква ќе биде реакцијата. Апсолутно. Добро, 25 декември е денот кога почина Чаушеску, ќе организирате некоја посета тамо како што беше така Енвер Хоџа? Сега за сега не сметам, иначе за Енвер Хоџа одма ќе ти одговорам. Јас мислам дека ова е продукт на нашата мискомуникација. За вас изгледа левица Енвер Хоџа, 2 години пауза, локални избори втор круг. Баш затоа што не сме имале овие 2,5 години комуникација, значи Енвер Хоџа втор круг град Скопје. Пошто и прв круг не постоеше, да беше прв круг ќе бев на дуелот за Скопје со Кај и Сорце. Така што идеме. Чекайте, ама зашто манипулирате? Заради Енвер Хоџа. Пошто Енвер Хоџа ако ви е релевантен, значи вас ви е Енвер Хоџа. Не, имам дилеми кај Енвер Хоџа. Од Сие Скопје, знаете како вели? Беше античка Македонија и после дојде комунизмот. Ево од прилика тоа, значи Енвер Хоџа втор круг град Скопје. Има уште една прекрасна приказна 2,5 години измеѓу Енвер Хоџа и втор круг град Скопје. Завршивте? Да. Зошто тука на оваа фотка, овој фуктак, како се вика господинот? Значи ве молам, научете му го името, па кажете се. Реџеп пратеник е. Реџеп, ама чекај се извинувам. Да имаме почит кон луѓето. Реџеп Исмаил. Окей, гледате му го знаете. Фуктак, се извинувам, Фуктак е ресторан фантастичен во Дојран, за ваша информација. Рете му го знаете името, веројатно. Реџеп Исмаил го дам, а не можам се сетам на презимето. А што е спорно ако не ги презимиња на прекарите? Прекарите се дел од идентитет. Да, тоа е. Фуктак е име на фантастичен ресторан во Дојран. Добро, тогаш верувам дека не е малициозно, само грешка. Значи апсолутно не, зашто вака? Како ме прекарате? Хактан. А што е Хактан, што има ознака? Не знам. Зошто на фотка тоа е на средина, тоа ми е многу мистериозно. А овдека не е, овдека е Димитар и наследната овдека не е. Тоа е првата мистерија и другата мистерија, луѓе тврдат дека вие сте биле четвртиот, таму се ги фотографирале. Не сум бил, не сум. Сигурен сте? Не, сигурен сум, апсолутно сум сигурен. Да, мислам ако е таа мистеријата не сум бил. И вака не сте го искомуницирале во вашиот штаб дека да се појде на денот на смртта на Енвер Хоџа 11 април е малце ужасно лоша порака која што се комуницира. Па вака, значи човекот кој што направил 170.000 бункери, човекот кој што сигури татеа како се викаше неговата Сигурими беше, добро. Сигурими има според некои писања преку 100.000 луѓе ликвидирано, претежно албанци, но и од другите етникуми, и сега тој човек да се велича вака со венци, со пушта се менува позицијата, не на место е Димитар Апасит на средина, на другото е Реџеп Хактан. Нека ми просто стварно му се извинам на човекот. И каква е таа порака што ја пративте? Па еве и дали годите кај Чаушеску ме интересира? Па не, еве, сега ќе ви кажам, значи има една работа која е мое многу длабоко верување, сметам дека
најбитниот период во историјата модерна на Балканот е 41-45. Затоа што пред 41 нашите круни се во потполна зависност од западните круни. Српската круна е под влијание од француската, романската и бугарската под германската, албанската под италијанската и грчката под данската круна. И сакам да кажам и англиската. И англиската. Сакам да кажам, значи до 41 круните на нашите територии, нели државите се вазалски монархии и ние нормално после Ние не сме имале монархија, грешите малце, ова малку историско би некоректно. Македонија никош немала монархија. Не, териториите на Балканот А, биле тоа е под друго. монархии, тоа е Тоа е друго, под, значи, ама немало монархија, не била не, Македонија. Значи териториите Добро, кои биле на Балканот добро, биле под монархии кои биле во зависност од круни европски. Добро. И нели, како филозоф претпоставувам после просветителството е заклучено дека треба да ги следиме принципите на просветителството, а не пред нив нормално, така што прво ослободувањето од круни, од монархии е позитивен процес за Балканот. Втора работа, за прв пат 45-та се формираат држави за нашите луѓе. И дури кога само секунд за Енвер Хоџа, Да, само да отвори фуста, не планирав да кажам ништо. За Тито. Го знаете ли Владо Дапчевиќ? Го знам. Владо Дапчевиќ има една книга која вика Ја и Беовац. Тоа се Владо информбировац. Дапчевиќ мислам дека е брат или братучет на Пеко, брат на Пеко Дапчевиќ. Инаку тој е дедо на тија на пеачката. Да, да. И Владо Дапчевиќ има една книга која вика Ја и Беовац. Тоест Ја информбировац, да. И нели после информбирото, резолуцијата на информбирото се менуваат многу работи. И он, Владо Дапчевиќ, мислам дека 80-ти ја објавува таа книга и вели, може би подоцна, вели Титу би за револуцију скинуо капу, али за након револуција скинуо би му главу. Значи ние независно од чувствата кои ги имаме за лидерите после воени, од 41 до 45 нивната антифашистичка борба е нешто што нема поголемо на Балканот од антифашистичката борба на нашите народи овде. И тука немаме никаква двојба двајцата, затоа што од тогаш почнува да се етаблира според сите нормални атрибути оваа наша држава. Така е. Ние може да се лажеме, но ние сме немале држава според атрибути, од главниот атрибут има рулер, односно биде председател, премиер, крал, монарх, цар, било што. Но истовремено, поради тоа што мојот починат родител, кој што еден од родителите кој што сопругата на вашиот лидер се ридикулно се однесува со моето презиме и средното име С, ме учела и сум учел во историја, знаеме дека овој човек кој што му го посетивте гробот, ништо добро не донел за македонскиот. А за егејските македонци? Значи ништо добро. А за егејските македонци која Југославија ќе ги затвори границите? Ама тоа е една кратна работа која што била лукативна. Колку луѓе? Но да ви го прочитам одговорот на вашиот лидер што вика. Само секунд, знаете ли дека ама јас сум роден во Скопје Север. Таму се егејските згради во Чајловци. Знам каде се. Па тие луѓе и нивните семејства се спасени преку Албанија. Ама се спасени преку Албанија, но доцни 40, а од 46-та година, тој од 44-та, ако не се лажам, треба да внимаш, он е од 44-та Енвер Хоџа воспоставен како лидер. Добро, ама антифашистичкото тенденција од 41-та е. Добро. Иначе КПЈ ја формира КПА. Знам, ама немој да се манипулираме, значи он не ни бил во тој момент кога тежно збори манипулација за ваков разговор, мислам тоа се да. Значи ајде да не се шегуваме. Ајде да не се. Инаку морам едно нешто. Значи еве, ние ќе зборуваме за Енвер Хоџа. Нема зборувам само што ми требаше. Ама Амар или Амар? Да. Мене ми е многу попроблематично што ние на пример сега на 22 ноември 2025 година влегуваме во стапицата да разговараме за ова за Енвер Хоџа и за 48 и 49 кога денеска Муцунски и нашата надворешна политика гласа со Израел во камп, со држава која спроведува геноцид, со Биби Нетањаху. Значи Нетањаху која ќе се спомне треба да се очади просторијава после тоа. Значи зборуваме за такви луѓе, такви настани и наша државна политика која тоа го поддржува. Мене тоа ми е одвратно. Ние се враќаме на Енвер Хоџа, Муцунски, само една работа. Муцунски не извади од кампот за гласање со Европска унија и за Израел и за Куба. Знаете ли дека ние прв пат во историјата на Македонија и Социјалистичка република Македонија и Република Македонија прв пат гласаме против кревањето на ембаргото над Куба.
тоа се порелевантни затоа што денеска луѓе умираат од тие работи, а ние на сила За Куба пробуваме баш да сме што на не погрешна. можам да бидам сигурен дека правиме некаква стратешка грешка, а тоа што вие сте го примиле амбасадорот на Куба. Знаете ли колку држави 50 години гласаат за тргање на таа блокада? Сите. Во ред? И зашто Муцунски Ама и сега Мицкоски сега јас ни го менуваат јас курсо? и вие не сме во позиција да ја оценуваме, ние можеме да се Да ја оцрнуваме може. да ја оценуваме, а можеме да ја оцрнуваме, Можеме да ја оценуваме, затоа оцрнуваме, што можеме не апсолутно. знаеме нешто што стои позади во Не, крај, нали? не. Мене ништо не ми е мистично. За нашата парламентарна група не е мистично. Они се вазали, невизионерски и едноставно немаат грам емпатија, не ќе да бидат врачунати во кампот слободарски држави. Не. Ве молам, Ама ве апсолутно молам со сега. целосна одговорност. Со Ама целосна гледате, одговорност. колку сега вие се шегувате, да не кажам манипулирате. А како може Ама се може министерот да за кажа. надворешни работи да ни каже дека е импулсивно тоа што сакаме да ја признаеме Палестина? Што е импулсивно тоа што Франција, Андора, Словенија, Малта, Шпанија? Тоа е право на секој граѓанин во државата да го изрази својот став дека сака да ја признае Палестина. Ја немам ништо против тоа, нарацијата се спроведе. Но да се каже дека оваа влада не внимава за македонските интереси, јас прво ќе ти кажам дека дури за мене е предефанзивна во однос со Бугарија. Затоа што колку што ти се грижиш за Куба, извини, вие се грижите за Куба и се грижите за Палестина, ама јас си се грижам за мене, за вас и за сите други. Ама ве молам, може ли да ми кажете пред кога почнавте за корупцијата, rule of law е првиот клас. Добро, ама вака, им дадовме на ВМРО апсолутна власт, им дадовме председател, како општество, Тоа да. председател на влада, локални Јас единици. тоа ве прашам, што и сте сега се мене ми фатиле вие кажувате- за Палестина сега и ќе за ви кажам, Куба? сега А ќе ви што не кажам. се фатите вие, што сте Сега направили ќе вие ви како кажам. левица во последниот период да кажете ајде да Сега ќе ви помогнеме кажам. да го продолжиме патот на Македонија во Европа. Сега ќе ви Што направивте вие Сега како ќе ви левица? Ајде кажам, да значи чујам. вака, кога цело општество ќе им даде на ВМРО цела власт и после мене ќе ми каже не збори за Палестина и Куба, гледај си го дворот, па гради народниот ВМРО ДПМН, зошто се Дај ве молам, дај ве молам, мислам. Не, вака смешно што е, дај ве молам не. Ама не, Дај ве стварно. молам не. Што е тоа навреда? Не е окей. Навреда ли ова? Па не е окей, вака Па пред малце би ги читав. ми ги Минимизирам. минимизирате работите како да се Не, ама нерационални, не. Ама тоа е ваше право и ве оставаме три пати ми го повторувате, што ајде. Да, ме сакам да кажам зошто тоа јас не би можел да коментирам за Може да политички коментирате, работи. може, ама зарем вас како пратеник од платеното ви луѓе, не ли вие прво да видите да ги фатите Ние воно не ги мислите? гледаме. Не, да Ние ги не го правиме тоа. Абе, фате луѓе, што правиме со ЕУ? А ние не го правиме Што тоа. правиме ние со ЕУ? Што правиме со непочитување на законот? Што правиме со нашите сограѓани што ваѓаат туги земји од туги земји? Ке ми кажете, што правиме со тоа? Фала Богу, кај почна муабетот со Енвер Хоџа почна муабетот. Па со Баш Енвер тоа е Хоџа. работата. Со Енвер Хоџа, да се- што правите? Да ги третираме во 2025 проблемите. Надворешно политички, тоест подршка на геноцид во Газа и од друга страна внатрешно политички, тие кои ни ги разјадуваат општествените услови. Ајде тоа да го гледаме, да ми зборувате за Газа и за Куба, мислам, не викам не, Не мислам дека тоа е не. релевантно. Ама Може да дадам една аналогија. Ајде. 87-ма, 6-та, 5-та. Добро. Тие што ја поддржувале апартхејска Јужна Африка, денеска се срамат од тој став. Се срамат нормално. И Се тоа срамат. е ситуацијата, ние мораме да бидеме одговорни пред Ама историската гледате, задача. исто како да ви кажам, тие што изминативе 2,5 години од агресијата бестијалната на Русија врз Украина ја поддржуваат, вклучително вашата партија, вашиот лидер се фалеше, се сликаше на прославата на денот на Европа, односно на победата, кај Денот човекот на победата над фашизмот. кај над фашизмот, кај човекот што еден ден ќе го учиме со сигурност ќе Кај биде кој ставен на човек? иста Путин, на иста страна со Хитлер. И вие сега да ми зборувате за Палестина и за значи не да немате морално право како левица, Сигурно Али ќе ги ни го велич- земете моралното право. ама не ја да ви го разговараме ја за ви го Палестина. девалвирам, ама кај сте да кажете нешто? Неуспешни. Кај сте вие да кажете нешто за Украина, за Еве тие сега луѓе? ќе ви кажам за Што ќе Украина. ми кажете? Еве сега ќе ви кажам за Украина. У моментот кога почна кризата во Украина. И што направивте? Само секунд. Сите политичари тогашни
Не велам за вас, зборам светски медиуми, не зборам, значи не е тоа поентата. Значи генерално светски медиуми и светскиот политички дискурс беше дискурс натапани на војната. Сите бара крв, сите Никој бара не бара. да иде Нема- до крај, русите да се уништат. Абе дај ве молам, немојте Како така. ми ги, како Ама тоа? немате зашто не сте читале. Аргументите, Ама затоа што нема. дај ме Знаете молам. ли вие пред да почне Дај ме молам, знаете ли во аргументите. февруари пред да почне нападот на Русија, тоа дај ме молам? па ве молам зашто не е точно. Ама како тоа дај Зашто ме ти молам? манипулирате како што манипулирате цело време со политикологија, уште Се извинувам, се извинувам. На крај Еден ден испаднав- ќе бидам не, филозоф. на крај испаднав ја гревот што вас ве прашам, но вие ќе се извините на јавноста кој што ве плаќа. Мислам, еве се извинувам што ве прашав, зашто дали вие ќе се Ви извините. благодарам. Ете, ви се извинувам, стварно, гревота и стварно безобрадлук од моја страна. Да, ви Вие си благодарам манипулирате, а ја срам што го нотирам тој што ви барам да се извините. Мислам, небулозни работи. Како бе зборувате за Русија? Немојте така да ми кажувате. Тие луѓе, бе, знаете ли колку луѓе таа земја веќе не е ни потентна за биолошки и антрополошки развој. Ма Знаете зато ли, волку знаете? чарджд аргументи као вие Затоа што- знаете ли као предпоставката дека јас не можам да искоментирам нешто такво. Значи, ние зборуваме дека најлошото нешто што може Вашиот да се случи. председател беше во Москва, разбирате или не разбирате, тој се слика. Вашиот председател, тоа е еве ви моментот. го сега, слушайте го да видите што ви пишува. Па тоа е моментот. Па тоа е Нормално моментот, дека ќе тоа биде, е има и моментот, одговор. па нормално дека е моментот. Дечки, Па има и одговор. аплицирајте, руските универзитети се меѓу најдобрите, а поради владината русофобија, пази, еве јас ќе ви кажам дека не се согласувам, јас сум русофоб. Абе Па луѓето ти таму влада ли си? не сум ја влада. Па што се фаќаш на Ама- коментар? ама- Или све читаш во низ Чекај твоја се, призма? се симнавме пак Не, на не, пониско. пак на вие. Ама кога се нервирате, дајте малце. Бе. Па не као И владата. сега вие ја промовирате идеја. Жал за Ама владата. треба да им, леле. ама треба да им кажете, дечки, само пазете кога ќе се Да извиниме на владата. Не, кога ќе се запишете на Ломоносов, евентуално да не паднете од прозор, пошто таму умира со паѓање од прозор. Да. Мислам, дај ве молам. Добро, окей. Ајде, борец. Супер. Башка можеби не го знам ова затоа што вие сте дипломиран, па вие како ерудит повеќе знаете за универзитетите, Не. можеби знаете нешто повеќе за универзитетите дека не даваат неквалитетно или дека ги фрлаат од Така е. прозори, нели? Така е. Јас не Така, сум јас запознаен се со знам, вие не знаете. академската, Да. Али затоа пошто не сте перспектива на знаеле во работите, да. изборна единица 2, лани на изборите сте се напишале политиколог. Перфектно. Бугарите, значи, тешко ќе ги ставиме, како што го гледаме. Другата работа која што ја очекувам во новата година, што мислите, ќе има ли избори или ќе нема? Парламентарни. Искрено мислам дека не, затоа што Вие се мислам- осеќате ли комотни како партија? Апсолутно И мислам. ќе барате ли измена на изборниот законник за да она што е некоректно, што Да. е класична дискриминација, но истовремено е ваша грешка, јас ви го кажав тогаш, но ирелевантно дали е ваша грешка, тоа е дискриминација, не е во ред да се смени затоа што не може една категорија на пратеници да биде правно невидлива. Ќе правите ли тоа? Јас веќе имав пресконференција каде што најавив дека ќе Тоа знам, го пред пуштивме, се ќе го бараме пуштивме тоа. и супер, тоа е многу. Мислам искрено ви благодарам. Значи, сметаме дека прво треба да се отвори јавна дебата. Иначе има текст веќе во процедура, ние имаме пуштено и тука ми е сега него вакво. Во скратена постапка со измените кои се однесуваат на таа измена, но не е битно само таа измена да ја донесеме. Стварно мислам кога ни се најсвежи мемориите од изборниот процес дека треба да покренеме јавна согласувам. дебата. Медиумите, академската фела, ОБСЕ, меѓународни инстанции, политичките партии, сега е време да го отвориме дискурсот за изборниот законник и нашето е најмалиот проблем. Искрено ќе ви кажам. Значи, поголем проблем е тоа што 60.000 гласови не се манифестираат во пратеници кога ќе дадат парламентарни избори, затоа што изборниот поделеноста на модел- да не ги представува убаво вакво Мислам дека фактичките тешко ќе состојби. го постигнете тоа, затоа што најголемите партии мислам дека нема да се откажат од тој Ама луксус тоа е кој што го проблематично, има. знаете како Да. као на пример Гаши излага и вели на новинарите на новинарски брифинг, сакаме да тргнеме во насока на едни изборни единици. Што ни кажува тоа? Дека ВМРО пред избори ни вели една изборна единица, Гаши сега на пола мандат ни вели една изборна единица и цело време ни ги кажуваат работите кои сакаме да ги слушаме и на крај ќе дојдат 60.000 гласови во канта. И И тука вие е како проблем. мали дечиња си се радувате и си останувате. Па дајте поднесете малце. Затоа, се сега- поагресивно, ви онака сте вербално и текстуално агресивни, дајте малце да биете и Добри сме практични. во собрание. добри Практични, сме. да. И значи А не се добри, знаете ќе како. бараме А кратко ви траат. Значи се концентрирате, ги исповредувате, ќе ве бесиме, ќе ви правиме ова, ќе не правиме она. Са, ако ви интересира перцепцијата, немате конзистентност.
Јас ова искрено ви го давам Добро, како тоа се совет. надоградуваме, се Значи надоградуваме. морате да надоградите па да пробате да анимирате јавност како тоа да го направите, зашто вака ве доживуваме за куси, ефтини, краткички политички А поени, СДС така, како така, ги така. доживува? СДС сега како да ви кажам, значи Па тоа сакам да кажам. Значи, каква идеја е левица? Луѓето мора да сватат. Ние ќе се потрудиме, најдобро што знаеме да го правиме тоа што ќе ни биде доверено. Ама левица е опцијата против власта моментално. За тие што смета дека треба да се оди против власта, аферим, демократија сме, Ваше тие што право е вие тие да што се ја поддржуваат нудите. власта, апсолутно Ваше да. само не е лошо кога ќе правите CV-то, барем искрено се напишете кој што завршил, кој што Абе, има. вратете се уште 5 пати, нема да го девалвира тој фактот, дека од политичарите во парламентот, јас многу внимателно постапувам кога се однесува за мене, ама уште 5 пати кажете, нема да го промени фактот, дека јас сум супер пратеник, бев супер кандидат и мислам дека повторно ќе го оправдам ова на парламентарни избори. Значи, вие сакате, а кога ќе дојде моментот, кога формално ќе прославиме заедно, нели, за формалното образование, тогаш што? Ништо ќе ви честитам. Е, Ќе супер. речем, сега сте навистина политиколог, а не во 2024 и 2025 кога дававте информации дури на сајтот едно време, па гледам сега се сменили сликата и таму друга сликичка имавте. Таму се го смениле наративот на. Плюс, јас не сакам да звучам препотентно. Ама- Вие препотентен. Па не сакам. Вие, Ама не сакам. Вие Може би- Бог да чува. Ова дека може се би- најдобар противник, па тоа е најбенигно Па нешто. јас морам да се Ама одбранам од вас не. кои пробувате да ме Ама ова не е девалвирате не. како да сум од улица Така, дојден во парламентот. Вие препотентен. Бог да чува. Кажете, Ти манипулатор ова она, мора да се одбрани човек од тоа. Тоа се податоците. тоа е сега непрепотентно стаја да чујам. Значи сакам да кажам, на вистина, ние сме возрастни луѓе. Можеме да слушнеме што како збори и како аргументира. Така што повторно ќе кажам, ако ви се допаѓаат со пола ум пратеници од ВМРО ДПМН, кои здраво знаат да кажат само кои со задоволство пола ум, четвртина ум, ама не е така. осмина ум. Значи јас можам тоа, ми се мене колеги. Добро, Значи, мислам не е борец. Океј, јас ќе го прифатам тоа дека Не е сум борец. коректен. Со тоа ама јас да. ти се оградувам, Да, јас да, ќе го нормално ќе се оди се што Да, а се јас дозволиш. стојам за тоа. А вие Сакам да кажам. немојте вие после како Димитар Пасиев да кога го тужив, кога го добив за клевети наврати да се повикувате на пратенички имунитет. Не би важи оваа ситуација. Нека Само ме ви кажам. тужат со полоумови. Чисто само да ви кажам да знаете. Они, знаете ли, еве ќе ви кажам една стварно анегдота прекрасна од собрание. Ајде. Значи, во тој ред од средишниот, кај што се ВМРО-вците, 6 души, се огромна пратеничка група, во првите редови им се стварно асовите на пратеничката група, луѓе што излагаат, аргументираат. Како аргументираат? Океј, ама аргументираат Бојан Стојановски, Дафина, Ели, Бране, не знам, они се активни пратеници, влагаат од дискурсе. Онда има еден дел од пратеничката група кои се кромањонци, тие им се тука за пцовки, за гирање, за ова она. Што си? Епа зборуваме за интегритет, за кој како манипулирал, кој како представил, има еден дел кромањонци и последниот дел, тие луѓе. Знаете ли дека после година дена во собрание излага една пратеничка да образложи потреба за носење на закон за А вие скратена прв пат ја постапка. гледате. Не само тоа. Туку зимаат, ја сликаат дека излегала на говорница, да го постира тоа на Facebook дека излегала на говорница после година дена, ти да ја видиш говорницата со очи пред себе, тоа е. Ама сега да ја пропад прашам една на работа. мандат. Вие мислите лесно е 58 луѓе да се ротираат цело време, па не е така, мора да има распоред. Значи Јас мислам дека прв тим игра најмногу, као во хокеј, знаете. Прва смена, значи играат најмногу, па после летешка измена доаѓаат вториот ред. Ама ве молам, со термините стварно го претеруваат. Не, јас веќе со ВМРО ДПМ немам никаква задршка. За таа социопатска екипа, за тие што во изборниот процес сета демократска атмосфера ја уништија. Тоа што нивните сајтови. Со што ви? Чекайте се, немојте сајтови и социјални мрежи зашто ќе ме изнервирате, ќе треба почнеме да ви кажам што пишувавте се. Добро, зашто вие вашата фрустрација да можете да кажувате, а ја не мојата кон ВМРО. Значи, Не, кон ВМРО. Да кажувам кон Не, ама ВМРО сакам да ви мојата кажам дека фрустрација. не ви да кажете. Тие луѓе. Немам ја тие никаква луѓе, фрустрација тие према вас, луѓе, мислам малце Тие се го луѓе, помешал. не, сакам да кажам, значи тие луѓе под чија капа не добивме оценка демократски избори. За тие луѓе што не Каде ви постои имаше тоа дека не се демократски? опсе. Пишува не се демократски. Не, нема оценка Ама демократски. немојте така сега. Ама било предходно. Предходно Кај сме пишува? добивале Кога?
Предходно сме во извештаите на ОПСЕ за сите нема избори. Нема тако нешто, имавме извештај во Вестиве, молам, нема тако Сега дека не се нема демократски. оценка демократски. Не се дека не се Знаеш што демократски. пишува? Дека имало слободна политичка асоциација. И што е тоа проблематично? Ама тоа е минимумот, ако не ни дозволат веќе да се асоциираме политички, тоа е пропадната парламентарна демократија. Ова е замена на тези. Значи, ајде за ВМРО може да ги нарекувате кромањонци, во крајна линија вие си одговарате, вие си го артикулирате вашиот личен наратив кој што го влечете од дома или не го влечете од дома, ирелевантно. Од собрание го влечам, од искуство, Од каде и да го влечете независно, али ова станува збор за меѓународна институција која што имала пресои и по првиот и по вториот круг, каде што ја лично сум ги гледал, Добре. значи такво нешто нема дека не биле успешни изборите. Тука да или слободни. Не, успешни биле, ама не можат да бидат демократски кога Значи, во втор не круг мора да значи секој наратив од нив има нигде не пишува единици мерки со градација. Единица терминот е овој, петка е овој, те молам, господин Меци, не може така да го. Како може да бидат демократски изборите ако во вториот круг еден човек е на сите можни реклами, еден го нема никаде. Ама Како тоа е е тоа проблем демократски? кој што сега ви го кажав дека не е во ред, но самите Дали вие тоа сте ја си повред- виновни. Добре, ете, левица е виновна. Дали тоа ја повредува демократската атмосфера? Не ја повредува, Не ја повредува. Не ја повредува. Ова изгледа дека не сум политиколог, па погрешно мислење имам. Не, Ова не ја повредува демократската Не ја атмосфера. повредува од причина што сте имале шанса тоа да го направите. 2020 година со тој Еве, нестручно ќе ви кажам, не е така. Апсолутно не е така. Ја ви кажам Значи, дека е во така. политикологијата постои еден принцип. Сите алатки кои што ги имате на на располагање, државата ќе бидат не само во подеднакво политика. распределени. Сите оружја кои што ги имате правни за бранење, за напад бидат и еднакво во распоредени. демократија мора да бидат Пропорционално на располагање Да. за сите подеднакво. Да. И ако не се? Но поради тоа што законодавецот, а вие сте дел од законодавното тело, а не сум јас, не е Авму, не е Дик, него вие сте требале на време ова да го видите и сега не да ми продавате емпатија, затоа што на крај ќе помислам дека ова намерно не сте го. А страх ми е да иземпатира некој со не, мојот муабет. а може да се да го кажам ја. поистовети? Не, него сакам да кажам дека кој вели дека намерно не сте го изиграле ова да добиете поени на емпатија? Така е, така е. Нема проблем. А така кој е, гарантира дека со традиционални медиуми со реклама вие повеќе ќе се добиле гласови? Кој гарантира дека нема? Никој. Епа, А кој дајте ни ја гарантира? можноста. Ја ви ја земав. Не. Сакам да кажам, значи не може да се окарактеризираат како демократски избори се додека сите партиципиенти немаат even level playing field. А тогаш Значи, не според може. вас за да бидат even, да бидат исти, тогаш треба сите да добијат, сите кои што учествуват еднакви пари, пристап до буџетот. Па и тоа е можно. Па тогаш, ако така ги гледаме работите. Да, ама не Зошто- можеш еден да Зошто вие во истини. 2024 на пример имавте Затоа што- 7%, а тие што беа надвор има 3%. Може ме објасните? Значи затоа што во законскиот Ајде. текст не вели не може. Вели може. Же. Е. Ама тоа И значи зошто- дека остава право на тој кој што е споменат во нормата. Аха, и Еве зошто- јас не сум И не зашто сум правник. малициозно да се третира? Зашто малициозно Не да е се тоа малициозно, максималистички се третира, не се вика малициозно, Малициозно е, Ај, зашто со е зла малициозно? намера. Абе каква зла Со намера? зла намера да не се овозможи партиципирање еднакво на еден субјект. И знаете што мислам? Искрено ќе ви кажам. Ајде. Значи јас нема како вас сега малце да ви наметнувам морален суд апсолутен, но јас Имате право да цело време ми но јас наметнувате. длабоко верувам дека не можете ова да го браните. Не дека Ама не ја ви вреди, кажав не дека, вреди ама да ја се ви кажав брани ова. дека јас развив Нити да се рационализира. Јас развив емпатија према вас за ова. Сериозно ви го кажам, ви кажав дека е дискриминација. Да. Една вечер дури се исплакав. Значи, па стварно. Значи, неверојатно. Потешко од мене ме погодило. Ако не ме ке ви имав повеќе на Така е. на телевизија. Плюс имавме многу убави спотови. Дали ги видовте спотови? Фантастични. Фантастични. Она со возење точак без раце ме вратевте во момент кога ја возев точак со банана седиште пони. Ги памтите тие со банана седиште памтам, пони? не сум ги Са, возел, бе, ама ги најубавите памтам, точак да, со да. банана, вака си. Само кажете му уште една работа и завршуваме. Имаш уште една навреда која што некако бегло помина према и медиумите мислам дека не изреагира здраворазумни скопјани, се заблагодаривте вие лично и за лидерот на Муабе да направиме, кон здраворазумските скопјани кои што гласале за вас. Ако гледаме филозофски, ако гледаме логично, оние кои што не гласале за вас се нездраворазумски или не се.
Чисто ме интересира. Тоа е неправилна дедуктивна логика, филозофски. Значи сакате да кажете дека дека нема Вен диаграм помеѓу тие две групи? Венов диаграм точно детерминира дека вие во овој момент сте имале интенција да кажете само оние кои што гласале според Веновиот диаграм, дека оние кои што гласале за вас се здраворазумски. Еве, например, хипотетички, јас ако не сум гласал за вас, ја не сум здраворазумски, ја денеска овдека нездраворазумски размислувам. Се однесувам. Па не штета што не сте гласале, сметам дека... Ако ви рече дека... еве, гледате уште еднашка. Гледате каде ме фатив. Сакам да кажам, значи, апсолутно не, мислам дека е многу бенигно ова. Јас им се заблагодарив. Јас се обидувам да ги најдам работите кои што... Може да ви кажам искрено што работата со здраворазумски. Во општество постои еден голем дел на луѓе кои се апатични, политички резигнирани, индиферентни, 53.000 ги уништија, ги... Така е. И кога ќе кажам здраворазумни, најозбилно го мислам ова, без доза на манипулација. Јас знам луѓе кои сакаат да партиципираат политички во општеството, ама не гледаат своја опција, не гледаат за кого би гласале, знаете, значи тоа се луѓе стварно здраворазумни, значи не се тоа луѓе кои немаат рацио за ова и искрено јас сум многу благодарен ако сум успел да создадам некој мал контингент од тие луѓе кои обично не гласат. Тоа е моја желба, јас не можам тоа да го измерам, би ми било драго дека е така, затоа што нормално и посебно како некој од помладите генерации кои допрва треба да комуницира со својата генерација политички, нели тие не се толку инволвирани како постарите, така што сум искористил некоја формулација која можеби може да се интерпретира така, но не било воопшто тоа намерата. Имате нешто што вие сакате мене да ме прашате? Апсолутно не. Имам да ве прашам дали ќе имаме повторно однос како парламентарна партија и национален медиум. Јас сметам дека од наша страна има подадена рака за конструктивно, сметам дека тоа е само чекаме ни во Канал 5 едно кратко, човечно, емпатско извинување од вашиот лидер да сите напред да сите вработат на Канал 5. Мислам дека напишено на исто место, значи не мора тоа да биде нели. И морам уште една работа да кажам. Нека го направи не може тоа. Општеството да биде во заложништво заради конфликти на индивидуалци. Апсолутно. Тоа ние како возрастни луѓе не смееме да го дозволиме. Да, но истовремено ќе се согласите ли со мене да кажам дека вашата партија не може да гледа еден медиум како што е Канал 5 за политички непријател, пошто почнувам да гледам и да го доживувам дека така не доживувате, можеби лично вие. Не, но партијата, мислам дека тоа... Ама ако само со Канал 5 е така, а не со други телевизии, тогаш мислам дека можеби НЗС-то треба да го барате на друга. Мислам дека и со други медиуми ве гледам и со Телма полека тамо требаше не, тоа беше едно недоразбирање. Јас се извинувам до уредништвото на Телма, имаме сосема окей однос со тие луѓе, апсолутно. Така што пак ќе ви одговорам, не да импутирам, ама ако е левица со Канал 5 само во клинча, не со други, тогаш стварно мислам дека НЗС-то е на друга страна. Па, треба да видиме каде е НЗС-то. Кај нас не е НЗС-то, значи ние кажуваме дека очекувам извинување од вашиот лидер, но тоа што е општествена одговорност, апсолутно ќе си постапуваме по тоа. Баш ми Милоша Бефте денеска. Тука се надам дека лидерот ќе дојде во нека од наредните емисии кај мене, дека се направиме муабет, па можеби тука ќе се извини јавно на камерите, од кај да знаеме, може ќе се случи пресврт некој во неговиот ментален склоп, кој ништо не знае. Така, поканете го, па ќе видиме. Па не да поканет. Вие играте лото? Не. Пошто мислам дека тој ни лото не игра, пусти срав само не дојде во Канал 5. Не, лото не игра. Тие што добиваат лото што им паѓа мора да дадат. Да, ама сепак повторно ќе кажам, значи јас сум отворен, мораме да бидеме за јавноста искрени, две покани, две ги прифатив, претходно на само вистина сум прифаќал све што не било понудено од Канал 5. Втората беше марка со мускули, да сега тоа се наши интернет, но дека сте тука е така, иначе мускули имаше претходно. Ви благодарам што дојдовте. Апсолутно ми беше мило и мислам дека беше коректен муабет. Се надам дека немаше никаков адхоминем дел. Тоа што е мојот став и на почеток пак стои дека вие треба да се извините, но тоа ако вие мислите дека не требате, ќе останеме на тоа. Ќе останеме на тоа, апсолутно, не значи дека мора во се да се согласиме вечер, мислам дека во 95% се согласивме, така ли? Така е, апсолутно. Ми беше мило, ви посакувам успешна политичка кариера. И еден ден ако решите да се извините, јавите се, јас ќе го снимам тоа во живо. Ова беше Амар Мерцинови, ќе се надам дека ви беше интересно вечерашната емисија. Мене ми беше доста интересна, ми беше доста возбудлива, тоа што ретко гледам луѓе од левица во просториите на Канал 5.
Наредната недела имам еден специјален гостин, затоа ќе дознаете не утре, туку заутре, тоа што утре ќе одам во Левица да ги поздравам нашите нови пријатели од политичката партија која што се наоѓа во една од најубавите централни локации во центарот на Скопје, каде што квадратот е прилика 900 евра. Ви посакувам пријатна вечер со програмите на Канал 5 и бидете ми живи и здрави. Пријатно.